Заменик министр, почитувани граѓани. Денес разговараме за предлог буџетот за 2024 година, кој што е односно е најголем буџет досега, во кој што не се опфатени граѓаните. Односно, истиот е проектиран единствено во насока и ставки кај што можат најлесно да се испумпат пари од буџетските средства. Имено, не само ова што го зборувам јас, еве конкретно контрадикторностите во самиот предлог на буџет се на виделина. Ќе ви цитирам зошто. Во самиот предлог буџет вели: планирана фискална консолидација опфаќа три главни аспекти. Првиот аспект е подобрување на наплата на буџетски приходи преку мерки за намалување на неформалната економија и мерки за спречување и сузбивање на корупцијата. Прва глава каде што треба да се спроведе за да имаме фискална консолидација. Почитуван заменик министар, разговаравме и на комисија и во дополнетиот предлог на буџет немаме никакво подобрување во оваа насока, односно по амандманската расправа, бидејќи ништо не се прифати, едноставно останува првичното предлог решение за буџетот. Она што го кажавме, дека фискалната консолидација се заснова на првиот столб кој што го напоменувате, дека ќе има наплата, подобрување на наплата на буџетските средства и владење на правото. Почитуван заменик министар, за владење на правото и јакнење на владење на правото имате определени целосно 0 денари. Контрадикторност во самиот предлог решение, односно во самиот предлог на буџет. Од една страна велите фискална консолидација, од друга страна определувате 0 денари за јакнење на владење на правото. Втор елемент од ова поглавје, каде што се повикувате повторно на намалување на мерки за намалување на сивата економија. Потенцирајте ми една мерка за сузбивање на неформалната економија, односно така наречената сива економија. Една мерка која што во тековната година ја спроведовте или ја спроведувате за да се намали ова неформална, односно сива економија. За да од официјални информации од вашите институции, односно од вашите носители на јавните функции во институциите на Република Македонија произлегуваат информации дека, цитирам, 139 милиони евра има ненаплатени даноци од страна на Управата за јавни приходи. Односно, кадар кој што го води Управата за јавни приходи не може и нема можност и способност да наплати 139 милиони евра од оние кои што биле должни да ги платат по основ на данок. Дополнително на тоа, повторно, од институција која што ја предводи ваш кадар, во царина имаме 2,7 милиони евра царински давачки кои што не ги наплатиле или не можат да ги наплатат. Од овде произлегува дека фискалната консолидација која што ја најавувате со овој предлог на буџет ви е фијаско и целосно е во контрадикторност со сето она што ви е предложено во ставките во предлог на буџетот. Ова што го цитирав е директно од предлог буџетот за 2024 година. Дополнително на тоа, повторно, вице-премиер за економски прашања потенцира дека во сивата економија, неформалната економија, годишно имаме по околу 1,5 милиарди евра обрат. А дополнително на тоа пресметал дека во државниот буџет не се наплаќаат околу 438 милиони евра. Почитувани граѓани, 438 милиони евра кои што владата не е способна да ги наплати, дополнително 139 милиони евра по основ на даноци од Управата за јавни приходи, која што не може да ги наплати, 2,7 милиони евра од царина, се средства кои што го покриваат целиот дефицит кој што е предвиден на Република Македонија. Но неспособноста на овие кадри кои што ја водат државата доведе за овие средства да се надополнуваат од финансиски институции, домашни и надворешни финансиери во однос на дополнување на оваа буџетска дупка. А истите средства се во обрт
овде во Република Македонија, истите може да се наплатат од овде. А станува збор за лица кои што ги водат овие институции од првите ешалони на владеачкото мнозинство. И затоа не можете да не убедите дека овој буџет е развоен и дека овој буџет е во насока на граѓаните, односно бенефитите да можат да ги почувствуваат граѓаните. Затоа сето ова кое што ви го потенцирав е само основа дека овој буџет е лошо планиран, планиран во однос на поединци и испомпување на буџетски средства. Сето ова ќе го видиме и дополнително од разгледување на ставките каде што имаме енормни зголемувања во делот на така наречената црна дупка во однос на стоки и услуги и договорни услуги, каде што нема предвидливост, односно не се знае каде на крајот завршуваат овие средства. За да граѓаните на кои што им се потребни овие буџетски средства не можат да ги остварат основните права кои што им следуваат по закон и единствено се пролонгираат или им се ускратуваат ваквите права. Затоа уште еднаш потенцирам целосно фијаско на предлог буџетот за 2024 година врз основа на параметрите од самиот предлог на буџет и фискалната консолидација која што самите ја најавуваат. Сега, ако се навратиме на сумите кои што ги предлагаат, односно со буџет од околу 5,58 милиарди евра, еден од најголемите буџети, а предвидуваат, цитирам, дефицит од 544 милиони евра. Еве ја контрадикторноста повторно. Ви цитирав во најмала рака од каде овој буџетски дефицит во голем процент може да се анулира за да Република Македонија не се задолжува и дополнително ја ставате во должничко робство, односно дополнително ги надминувате и мастришките критериуми и сите оние проекции на кои што секогаш бевте горди дека капиталните инвестиции биле предвидени на повисок ранг, односно на повисока ставка од буџетскиот дефицит, за да на секој ребаланс на буџет истите параметри, односно истите проценти драстично се пореметуваат и доаѓа до драстично намалување на капиталните инвестиции, бидејќи понатаму ќе видиме колкава е способноста за нивна реализација во целиот период кога владее ова парламентарно мнозинство и ова влада. Со вака проектираниот дефицит од 544 милиони евра на вака поставен буџет требаше да има пари за секој еден граѓанин и да секој еден граѓанин почувствува дека однесењето на овој буџет ќе добие она што по закон и по мерки му следуваат согласно законот. За да и во однос на макроекономските проекции за бруто домашниот производ, за растот на бруто домашниот производ, видите, имаме драстични разлики во проценките за бруто домашниот производ. Ако оптимистичките 3,4 на Министерството за финансии, кое впрочем е дел, односно е предлагач и го брани овој предлог на буџет, од друга страна имаме кај Светска банка, која предвидува само 2,5% раст на бруто домашниот производ. Внимавајте, близу 1% е разликата на предвидувањата за бруто домашниот производ, растот на бруто домашниот производ. Ова во бројки значи многу. Затоа, почитувани, уште еднаш се потврдува тезата која што на почетокот ја кажав, дека овој предлог на буџет е контрадикторен самиот на себе по ставките кои што ги предвидува. Во однос на предвидената инфлација, сега, овде самото Министерство за финансии ги намалува своите проекции во однос на инфлацијата, меѓутоа одредени меѓународни релевантни институции, како што е Виенскиот институт, предвидува дека сепак ќе имаме над 5% инфлација и во наредната година. За да со самата распределба на средствата и буџетскиот дефицит и приходната и расходната страна, ако ги разгледаме, се гледа оној дисбаланс на однесувањето на приходната и расходната страна, бидејќи не функционираат институциите и не функционира наплатата на даноците и давачките кои што треба да бидат прибрани, а со тоа, со соодветна алокација и реалокација на овие средства, да бидат покриени сите оние ставки каде што се предвидени дека ќе се задолжуваме. Но, од 2017 до 2021 година, односно, капиталните расходи биле
во реализација во суми од 200 до 380 милиони евра. Или во проценти кажано дека нема година кога е надминато 50 до 60% од реализација на капиталните инвестиции, односно капиталните расходи. Но која е овде дилемата која што се поставува? Зошто Министерството за финансии и владата секогаш на крајот на годината проектираат, односно даваат информација дека е многу поголем процентот на реализација? Ова е замката која што ја прават секоја година. Имено, секогаш на носењето на буџетот се предвидуваат многу високи ставки, иако немаат капацитет носителите на функциите и оние кои што треба да ги спроведуваат овие капитални инвестиции, немаат капацитет да ги спроведат, предвидуваат високи ставки на капитални расходи, а од друга страна знаат дека со самото носење на ребаланс на буџетот, истите драстично се намалуваат. Со тоа, земајќи ја ставката од ребалансот на буџетот во однос на капиталните расходи, го влечат процентот на реализација на приходите. Затоа потенцирам 733 милиони евра, кои што ги предвиделе за капитални инвестиции, почитувани граѓани, се научна фантастика да ова парламентарно мнозинство може да ги исполни. Бидејќи, еве ви цитирам дека од 2017 до 2021 година, овие се официјални податоци, не надминале, односно процентките и бројот се движел сумата од 200 милиони до 380 милиони евра на годишно ниво. Тоа значи максималната сума која што истите имале капацитет да ја реализирате 380 милиона, а сега истите за близу дупла го предвидуваат во наредната година, односно со тоа сакам да ви потенцирам дека и овде се контрадикторни и самиот предлог на буџет не е соодветно прикажан и не е прераспределбата на средствата соодветно прикажан и распределен, односно алокацијата на средствата е несоодветна. Но експертите секогаш имаат забелешки и секогаш во наредната година се потенцира дека ќе имаме намалување на одредени ставки за така наречената црна дупка. Сите експерти се согласни. Онаа црна дупка се стоки и услуги и договорни услуги. За да во дадениот предлог на буџет вкупната сума по однос на стоки и услуги надминува 1,67 милиони евра. Почитувани граѓани, 1/5 од целиот буџет оди токму во овие услуги, од кои што, цитирам, од кои што најголемиот дел се во договорни услуги, а разликата од минатата до оваа година само по основ на стоки и услуги е над 80 милиони евра. Односно, секогаш овие ставки имаат драстично зголемување, а за возврат на тоа се кратат онаму каде што треба реално да се реализираат проектите. За да од оваа сума, по основ на договорни услуги, каде што имаме бројни критики и од меѓународната заедница, и од сите домашни релевантни фактори, дека најголемиот дел е злоупотреба на јавните набавки и договорните услуги, имаме предвидено околу 791 милион евра. Тоа се црните дупки кои што експертите ги посочуваат како точка од каде што најлесно се испумпуваат средства од буџетот на Република Македонија. Меѓутоа, во однос на буџетот за здравство, имате предвидено дека повторно ова година ќе се движи околу 93 милиони денари, но за изградба на нов клинички центар во Скопје и Штип. Не да се изградат, туку по основ на ваши советодавни услуги кои што ги користевте како правни експерти, да се раскинат договорите за изградба и неспособноста за имплементација на проектите кои што требаше да се изградат, државата во најмала рака треба да плати по основ на штета, односно пенали, над 20 милиони евра. Така да само по основ на пенали за неспроведување на договорите треба да платите 20 милиони евра.
од овде го повикувам и јавниот обвинител да се произнесе и да ги провери сите оние информации кои што тврдеа премиерите дека немало да има оштетни побарувања заради раскинување на договорите. Правните тимови советувале дека инвеститорите немаат право да поднесуваат тужбени барања, односно да бараат надомесна штета. Еве, се испостави од актуелното повторно ова парламентарно мнозинство од друг министер за здравство, кој што потенцираше дека побарувањата достигнуваат до 20 милиони евра оштетни побарувања. Она што при распределбата и она каде што се зголемуваат најмногу ставките, морам да потенцирам, се однесуваат на ставките каде што имаме конкретно ставки каде што истите директно ги користат и можат да ги зголемуваат, односно можат да ги користат директно без да имаат одредена соодветна контрола по однос на сите овие буџетски средства. За разлика од таму, зголемувањата кои што се во СОЗР и во владата, на другата страна во ставката на Министерството за финансии и функции на државата, внимавајте, за рурален развој имаме намалување од 430 милиони евра. 430 милиони евра ќе имаме помалку пари за рамномерниот рурален и регионален развој. Со тоа се стават во неповолна положба сите оние и локалните самоуправи, и сите оние граѓани кои што треба по овие основи да добијат средства за да се подобри инфраструктурата и да можат истите да почувствуваат бенефит од вака најголемото предлог буџетско решение, односно за буџетот за 2024 година. Дополнително, по однос на ставки, повторно се крати онаму каде што треба директно да се подобрат условите за живење на граѓаните. Во ставката урбанизам и градежништво, внимавајте, водовод и канализација за општините, минус 194 милиони денари. Во ставката проект за водоснабдување и одведување на отпадни води, минус 220 милиони денари. А на амандманите кои што ги поднесувавме за реализација на капитални проекти по однос на водоводи и канализациони системи од страна на Министерството и министерот и заменик министерот, образложенијата беа дека во програмите имаат предвидено средства. Еве каде имаат предвидено средства, ви потенцирав. Вкупно по овие основи за урбанизам и градежништво има вкупно над 410 милиони денари помалку средства. Со тоа истите нема да се реализираат, односно ова парламентарно мнозинство нема намера да реализира капитални проекти во вакви средини, односно во вакви услови. Дополнително, кога побаравме интервентниот фонд за земјоделството да се зголеми за 96 милиони денари, се извинувам, бидејќи во самиот предлог на буџет имаме, внимавајте, намалување од 100 милиони денари помалку средства во интервентниот фонд. Оној интервентен фонд кој што го користија, а беше по предлог на опозицијата, по повеќекратно настојување истиот се донесе, се надополнуваше, за да во оваа година се намалува за 100 милиони денари овој интервентен фонд. На барање со амандманско решение да се надополни, бидејќи осцилациите во однос на производната и продажната цена на многу продукти е на високо ниво, да се зголеми, да имаме повторно околу 400 милиони, беше одбиено. Со тоа што самиот предлог на буџет останува во рамките на нивните предвидувања, односно се намалува за 100 милиони денари интервентниот фонд за земјоделците, односно за она состојба кога имаме осцилации за стабилизација на производната и продажните цени. Со сето ова и одредена ставка која што се провлекува во сите министерства, се однесува
на исплата по извршни исправи. Класична манипулација дека не вршат исплата по однос на извршни исправи. Благодарам.